Добар криптоентузијасти со мало дотнување. Требаше да биде ова вчерашно видео, но не. Фамилиарни обврски, едноставно требаше да споделам еден ден со фамилијата нормално, така да верувам дека ќе ме разберете, но знаете и сами, продолжуваме со работа, значи никогаш не сме престанале, само некогаш потребна е мала пауза, така да верувам дека ме разбирате во овој дел. Според вашите гласови, прво ќе работиме на вести за економија и биткоин, што ќе го обработиме денес. За во утрешниот ден да добиете алткоин вести и потоа продолжуваме со техничка анализа и потенцијално специјално видео во недела. Тоа не сме го пропуштиле веќе 2 години поред и нема да го пропуштиме со сигурност. Како и да е, значи ќе ми джијата работи за вас. А пред да почнеме со битните теми од економијата денес, затоа што имаме многу битни вести од економијата. Дали сте поддржувачи или не на Русија, тоа е ваш проблем, но денеска не е ден на Русија, денеска е ден на целата славијанска раса, која што успеала да го згази фашизмот и нацизмот од 41 до 45. Без разлика дали ви се допаѓа или не, значи тоа е реалноста и уште еднаш ќе напоменам, секој македонец треба да биде горд на овој ден, затоа што нашите платиле дебело за смртта на фашизмот, посебно за нашиот источен сосед Татарстан, Мечкарстан, како сакате така наречете ги, кои што денеска ни ги пласираат како некакви си администратори, тоа биле окупатори и знаете и сами дека Македонија има енормно големи жртви на најзверски начин убиени од бугарите, мечкарите од исток, кои што тоа го правеле нормално директно под команда и под критие на нацистичка Германија, нацистичка Италија, нацистичка Австрија, да не заборавиме кои биле на таа страна, не смее да се заборави додека сум жив. Јас сигурно ќе го повторувам тоа, сите мои генерации ќе знаат кој стоел на која страна. Тие што денеска се обидуваат да избрешат оваа историја, нормално забрануваат ова што го гледате во позадина, а тоа е Георгиевската лента, иако тоа е уште од империалистичка Русија, тоа не интересира. Денеска е символ на победата над фашизмот и тоа дека е забранета, нека дојде мене и нека ми каже некој дека е забранета, моментално ја има кај мене на видео и ќе има се додека јас споделувам со вас. И уште еднаш ќе напоменам, значи ова не е само достигнување на Русија, ова не е само достигнување на СССР. Знаете и сами дека СССР добил 20 милиони жртви за оваа војна, додека на трето место, веднаш после евреите, е Југославија со некои 4 до 6 милиони жртви, како во борци, така во цивилно население. Значи славјанската раса дала најголема бројка на жртви, без разлика дали се цивили, без разлика дали е војска, за да успее да го победи нацизмот, за денеска овие западњачки монструми да се мочаат на нашата победа и да не гледаат како уште еднаш, значи на истиот начин се повторува историјата, како помалку вредни од нив. Не се секирајте како сме го направиле тоа, ќе го направиме уште еднаш, ако мислат дека може да го оживеат нацизмот, како што тоа го правеа на пример во канадскиот парламент. Верувам дека ќе се најдат доволно мажи од источната страна повторно да ги згазат овој пат дефинитивно сите на западот кои што мислат дека нацизмот треба повторно да постои. Уште еднаш, значи јас лично можам да кажам за мене, за вас не знам, но ова е многу битен ден за целата славијанска раса од Македонија па до Русија како главни борци против нацизмот. И уште еднаш ви се допаѓа или не, ова е целосно заслужено. You know, when you hear that Russian national anthem, even for an expat like myself, it still fills you with such a sense of pride. Just the sound of the Russian national anthem, it's such a moving. Плачете си пички на западот, ништо не можете освен да си плачете. Уште еднаш го избраа, секоја чест на председателот, значи не е уште 5 мандати да го изберат и само да си ја работи работата како си ја работи, секоја чест, а западот нека си плаче колку сака. Тука сме да го натераме да плаче. Како и да е, значи пред да почнем со денешната работа, сакам на еден специјален човек на нашиот канал, а тоа е Кочишки Иле, да му честитам. Втора керка, трето чедо, да се множат бато, значи што повеќе македонци толку подобро за нас, така да секоја чест, значи и тебе
и на твојата сопруга Катерина. Значи, од срце ви благодарам за поддршката на каналот, за сето оно што го правиш да ми помогнеш со вести и најмалку што можеме едноставно нели да ја споделам оваа радост со нашата заедница. Значи, нашиот кучишки Иле стана татко по трет пат. Навистина, многу ми е мило, штета што не можам да те гушнам како брат, ќе се видиме здрави во некоја друга прилика, но само сакав накратко нели да го споделам ова со остатокот од каналот. Значи, заедницата на нашиот канал мене многу ми значи. Уште еднаш ќе напоменам, јас вас ве гледам како фамилија. Значи, јас не верувам дека би работел толку напорно и постојано ако не бевте фамилија, барем во моите очи. Како и да е, продолжуваме понатаму македонец за македонец, да се сврнеме на битните вести, а тоа е вести од економијата. Прва и најбитна работа која што добивме е стапката за невработеност во Мурика, која што повторно се искачи на 3,9%. Значи, уште еднаш да се навратиме на главниот момент. Во овој дел од почетокот на видеото сакам уште еднаш да покажам дека крајно битно е да дојдеме до quantitative easing и rate cuts. Дали заедно, дали еден од овие, во секој случај тоа е крајно позитивно за нас. Ќе објасниме зошто, ќе го поврземе ова и со банкстерскиот пат во Мурика, кој што го очекуваме во секој момент. А во меѓувреме ќе објасниме зошто е битно да имаме quantitative easing и rate cuts, како и секогаш, посебно во оваа ситуација каде што Джером Паул најави нешто што во историјата не се гледа многу често, нешто уникатно, што верувам дека како идни економисти или познавачи на финансиите ќе ви интересира, затоа што сега имаме разидување на политиката на quantitative easing и rate cuts. Многу битно и досега скоро никогаш не видено. Пред да продолжиме во тој дел, значи уште еднаш ќе напоменеме дека значи крајно битно е да дојдеме до quantitative easing за Мурика посебно, затоа што нивната неработеност е буквално на границата. Значи како што веќе кажавме, границата е 4%. Се над 4% представува моментално, значи црвена зона за Мурика, така. Значи кога е да имаме невработеност над 4%, едноставно Федералната резерва нема друг избор освен да почне со quantitative easing и rate cuts. Затоа што колку е повисока невработеноста на 4%, толку е полошо за економијата во Мурика, а нив во овој момент кога практично се вложени во две војни и сакаат да влезат во трета, најмалку што им треба е висока невработеност и рецесија и пад на економијата. Бидеме јасни, така да јас верувам дека нема теоретски шанси да дозволи Джером Паул такво нешто да се случи, макар и ако треба принтерот да го пушти на најако. Значи принтерот на најако буквално значи quantitative easing, ќе го објасниме малку подоцна. Идејата што е, моментално се уште тоа не се случува баш поради значи CPI инфлацијата, а тоа е инфлацијата која што ги содржи и цените на горивата и прехранбените продукти, кои што поради нестабилноста во светот, посебно поради нестабилноста во однос на реално на Блискиот исток, како што веќе многу пати сме објаснили, и цените на нафтата кои што се крајно високи во овој период, значи едноставно е на високо ниво. Значи CPI инфлацијата е на 3,5 и гледаме дека уште од јуни 2023 година, една година CPI инфлацијата се движи од 3 до 3,7 и назад. Така да буквално имаме зигзаг движење, они го нарекуваат тоа sticky inflation, метата за инфлација е 2%. Гледаме дека тоа е скоро невозможно да се случи, така да јас гледам две сценарии. Едното сценарио е, значи Джером Паул конечно да си признае дека 2% е сон и дека веќе никогаш нема да се вратиме до тој момент и дека конечно треба да се почне со quantitative easing затоа што во спротивно економијата ќе влезе во рецесија, што е сосема нормално после ваков период на rate hikes. Но гледаме дека овој пат има шанса тоа да биде намалено или со многу помал ефект, баш поради тоа што на време почнуваат со quantitative easing, ако почнат. Ако не почнат, тоа се поголема е шансата од зголемена невработеност, која што води до рецесија. Значи тоа се неизбежни досегашни циклуси кои што многу пати сме ги виделе. Значи секој период на rate cuts, на rate hikes, кој што е наменет со цел да ја намали инфлацијата, потоа удира врз економијата и врз невработеноста и доаѓа до степен на изразена рецесија, каде што имаме две последователни четвртини намалување на бруто домашниот производ, како и невработеност над 4%. Значи, колку е повисока невработеноста? Значи, ако почне да се движи над 4%, толку е подобро за нас, затоа што Федералната резерва се помалку има простор за да ги задржи овие rate hikes, кои што се 5,5%, тоа е каматната стапка по која што Федералната резерва моментално позајмува средства на пример комерцијалните банки, се повеќе се големи шансите да се намали овој од 5,5% надолу, така.
Сега, нормално, не знаеме кога ќе биде, не знаеме колку ќе биде, не можеме да нагодуваме, затоа се движиме од она што веќе ни е познато. Така, значи, знаете, и сами на овој канал не одиме со погодување, значи одиме со анализирање на финансиски податоци и гледаме што е поверојатно. Идејата е веројатноста да ви даде, да речам, насока што и како да правите. Така. Сега, во однос со quantitative easing и rate cuts. Во оваа ситуација гледаме дека, значи, rate cuts ќе настапат потенцијално јули, септември, максимум ноември. Зошто го велам тоа? Затоа што прво, уште еднаш ќе напоменеме, иако Джером Пауел на неговата пресконференција, последниот пат кога имаше состанок со Федералната резерва на 1 мај, кажа дека нема, значи него не го интересираа претседателските избори, тоа нема никаква вистина. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, една од главните причини поради кои што јас верувам дека ќе настапи quantitative easing и rate cuts се токму претседателските избори. Моментално сите овие булјаши на запад, значи се молат Бајден да биде повторно изборен, верувајте ми, не само во Америка, туку и во Европа, буквално се молат Бајден да биде повторно изборен, затоа што прво Трамп ќе направи целосен прекин на сите овие неоконзервативни планови кои што ги прават на светско ниво, како за војна, така и за останати глупости, но на страна од тоа, идејата е дека секој претседател на Федералната резерва е поставен директно од претседателот на државата. Што значи дека колку и да он тоа го негира, затоа што според закон Федералната резерва е под директна контрола, не директна, туку на некој начин одговара за својата работа пред Конгресот. Но претседателот на Федералната резерва е назначен од самиот претседател на државата, што значи дека практично он работи за претседателот на државата. И во оваа ситуација знаете и сами дека она глупост од економија која што си ја замислуваат моментално овие ретардирани на власт во Америка, наречена Bidenomics, значи единствен начин за да може да функционира е да се почне со quantitative easing, да се почне со rate cuts. Веќе немаат од каде да позајмуваат, економијата ќе престане да напредува ако овие пари кои што ги добиваат од позајмици не ги внесуваат во внатрешната одбрамбена значи индустрија, кај нив овој напредок на економијата директно е поврзан со овие војни кои што ги водат и овие огромни пари, како што на пример сега 60 милиарди на Украина, 30 милиарди помеѓу Тајван и Израел, сето тоа оди назад во одбрамбената индустрија и предизвикува раст на економијата на Америка. Така да ако тоа го нема, верувајте ми, веднаш ќе дојдеме до ситуација каде што овој раст кој што они го имаат фиктивно ќе почне да се намалува. А со тоа ваквото намалување на растот, верувајте ми, најмалку му е потребно на Бајден во среде кампања за претседател. Така да, значи гледате, сето ова е толку поврзано, јас тоа цело време се обидам да ви го објаснам. Не можете да се фокусирате само на еден дел и да се надевате дека тој дел ќе се движи како вас ви одговара, а да забравите на се останатото. Значи гледате колку е сето ова поврзано. На крајот од денот за оваа глупа економија која што Бајден си ја замислува да може да функционира и да изгледа како навистина, да помага на секојдневниот човек, мораме да дојдеме до quantitative easing. Значи, quantitative easing представува повторно пуштање на принтерите, намалување на каматните стапки, каде што прво ги релаксирате комерцијалните банки да можат да земат, да позајмат од Федералната резерва и по релативно многу пониски стапки, кога ќе почнете со rate cuts, да ги даваат овие пари во економијата, како на компании, така и на физички лица и да почне да живее економијата, се разбираме. Значи имате релаксирање на каматните стапки и многу повеќе луѓе можат да земат кредит за да може да функционираат. За жал, нивната економија функционира така, само на кредит. А втората ситуација, затоа и реков, тоа се два различни процеси, е quantitative easing во кој што Федералната резерва индиректно позајмува пари на државата, на владата на гериатрија Џо, на геноцид Џо, баш преку комерцијалните банки. Со тоа што комерцијалните банки купуваат хартија од вредност од државата и ги продаваат на Федералната резерва, која што потоа овие пари кои што ги има испринтано ги дава на комерцијалните банки, кои што пак ги враќаат на државата. Значи, комерцијалните банки се мостот, како што многу пати сме кажале, кој што ги користи парите позајмени од Федералната резерва да купи обврзници на државата, а ги продава овие обврзници на Федералната резерва. Се разбираме? На тој начин практично вие индиректно имате замена на пари за обврзници помеѓу државата, во оваа ситуација геноцид Џо и гериатрија Џером Пауел. Се разбираме, од Федералната резерва. Така да тоа е битно затоа што како што веќе објаснивме претходно, значи порталот кој што го користеа, а тоа е Reverse Repo Facility, каде што веќе гледаме дека скоро целосно се исчистени нели
парите кои што може да се позајмуваат со цел да се купуваат обврзници се скоро завршени. Тоа многу пати сме покажале, да не доусаѓаме повторно со истиот материјал. Идејата е дека значи или економијата ќе влезе во рецесија или владата на Мурика веќе нема да има од каде да позајмува ако Федералната резерва конечно не ја смени својата политика. Гледаме дека во јуни не се очекува тоа да се случи и понатаму има 91% кои што очекуваат дека ќе остане на високо ниво од 5,25 до 5,5% каматна стапка. Во јули гледаме дека веќе ова се намалува, но септември и ноември гледаме дека имаме многу голема шанса тоа да се случи. Зошто? Затоа што до ноември претседателските избори се веќе завршени. Во ноември имате гласање и тоа е тоа. Федералната резерва мора да почне сега, зашто и да е тоа, сега зборуваме дали ќе биде quantitative easing или rate cuts или двете, да имаат време да почнат да функционираат и да сменат нешто во економијата, секојдневниот човек да почне да се чувствува порелаксиран. Во спротивно, ако закаснат со тоа, верувајте ми, значи гериатрија Џо ќе ги изгуби овие избори затоа што економијата моментално е директно поради неговите глупости во последици, се разбираме. Значи овие последици каде што гледаме дека значи кредитните картички на Мурика се во рекордно ниво досега не видено над 1 трилион долари на секојдневните луѓе, така, значи во долг. Така да ви кажува дека економијата може моментално само да се промени со директна интервенција на Федералната резерва, а со тоа и на некој начин секојдневниот човек да осети промена и да каже ете, гериатрија Џо направи промена, ќе гласам за него. Тоа е целата идеја, се разбираме. Сега ова е во однос на зошто е битно баш за претседателските избори, се разбираме, и зошто тоа на некој начин ви дава таймфрейм до кога се тоа треба да се случи. Ако продолжиме понатаму, гледаме дека Федералната резерва веќе го припрема план. Зошто го велам тоа? Значи, на 1 мај Федералната резерва излезе и кажа нешто многу битно што верувам дека многу од вас сте го пропуштиле, не дека знаете помалку, едноставно беше многу мал детал што е многу битен. А тоа е дека Федералната резерва и понатаму моментално е влезена во quantitative tightening. Што тоа значи? Значи, на страна од rate cuts, кои што ги користи за намалување на инфлацијата и за намалување на економската активност на општеството, во исто време истите прават и quantitative tightening, што представува продавање на обврзниците кои што ги поседува Федералната резерва. Што тоа значи? Тоа значи дека ако се сеќавате кога ви кажам quantitative easing, кога практично преку комерцијалните банки купуваат харти од вредност со цел на Америка, зборуваме сега на државата на гериатрија Џо да му дадат пари, сега прават обратно. Сега чекаат овие обврзници кои што ги поседуваат, затоа што гледаме дека на почетокот од quantitative tightening Федералната резерва имала скоро 9 милиарди долари, тоест извинувам, 9 трилиони, 9 трилиони долари практично долг на Мурика. Од овие 9 трилиони моментално сме стигнале до 7,3, така. Што значи дека на месечно ниво Федералната резерва дозволува одредена количина на долг кој што го има практично, нели, државата кон Федералната резерва да достаса и они практично само ги враќаат назад парите од овој долг. Едноставно, значи имаат одредени количини на хартија од вредност и тоа во оваа ситуација тоа се 60 милиарди. Значи 60 милиарди месечно Федералната резерва дозволува да достасаат и ги зема од државата и ги уништува. Се разбираме? Што значи дека на месечно ниво Федералната резерва вади од циркулација 60 милиарди долари со тоа што го намалува својот баланс шит. А како тоа изгледа на money supply, значи ја погледнете и сами. Значи ова е money supply од моментот кога почнала Федералната резерва да ги ликвидира овие количини на обврзници кои што ги поседува. Колку повеќе ги ликвидира, толку повеќе гледате што се случува. Значи они практично дозволуваат овие да достасаат, ги земаат парите од државата, значи ги вадат од циркулација, погледнете. Значи до тука принтале и пуштале во циркулација. Од тука почнуваат да вадат од циркулација и едноставно ги уништуваат. Значи дека се помалку и помалку, погледнете, значи ова е може да видите и сами, ова е практично количината на долари на пазар. Така. Гледаме дека постојано се зголемувала за наједнаш во моментот кога почнале со quantitative tightening да почне да се намалува. Значи дека се помалку долари има на пазарот. Ова произведува вредноста на доларот да почне да расте затоа што тоа е стандардниот принцип на кој што постојано работиме. Колку одредено добро го има помалку на пазарот, а е побарувано, толку повеќе неговата цена расте. Така да, затоа е толку битно quantitative tightening да престане.
а веќе најавија дека тоа ќе се случи и тоа како. Значи до сега на месечно ниво ликвидираа 60 милиарди долари од пазарот. Се разбираме, 60 милиарди долари ги земаат од државата затоа што досасуваат овие обврзници, ги вадат од циркулација. И се помалку долари имаме на пазарот и се повеќе вредноста на доларот можеби не расте, но не паѓа, се одржува на исто место. Сега ова го намалуваат на 25 милиарди. Тоа значи дека за повеќе од половина ја намалуваат количината на долари кои што ги вадат надвор од циркулација. Се разбираме? Значи достасуваат во оваа ситуација, нели, практично обврзниците од Мурик. Тоа значи дека постепено се движат кон quantitative easing. Во моментот кога они ќе дозволат да нема веќе обврзници кои што достасуваат, се разбираме, значи да не ги ликвидираат оние обврзници кои што достасуваат и ќе почнат да купуваат нови, во тој момент имаме quantitative easing. Сега, зошто е ова различно? Значи, првото како што кажеме, quantitative easing е кога Федералната резерва директно позајмува на државата преку комерцијалните банки. Во оваа ситуација по многу повисоки каматни стапки, затоа што гледаме дека е 5,5% основната каматна стапка по која што Федералната резерва позајмува. Додека rate cuts во оваа ситуација е намалување на тие каматни стапки по кои што Федералната резерва позајмува како на државата, така и на комерцијалните банки. Двете не се значи секогаш паралелни, но најчесто се. Зошто го велам ова? Погледнете. Значи овдека можеме да погледнеме историски, значи ова е rate cuts, а ова е balance sheet на Федералната резерва. Што ни покажува моментално ова и зошто е толку битно? Погледнете. Секогаш кога Федералната резерва ги намалувала своите rate cuts, така, оваа сина линија, значи ја намалувала цената, каматата по која што позајмува капитал на пазарот. Во исто време што правела? Купувала американски долг. Погледнете. Значи кога почнало намалувањето на rate cuts, во исто време почнало и акумулирањето на американски долг. Тоа е во 2008 година. И што се случува во истиот тој момент? Вредноста на доларот почнала да паѓа. Затоа што колку повеќе се намалуваат rate cuts, колку повеќе Федералната резерва купува обврзници, значи кога купува обврзници, они вризгуваат пари кои што преку комерцијалните банки стасуваат до државата. Така. И нормално комерцијалните банки позајмуваат и на други субјекти, така. И колку повеќе купуваат, значи во оваа ситуација обврзници, толку повеќе долари на пазарот. И нивната вредност почнува да паѓа. Обратно, кога имаме момент кога почнуваат со rate cuts, значи во оваа ситуација што прават? Почнуваат да ја зголемуваат каматната стапка по која што позајмуваат како на државата, така и на комерцијалните субјекти, а го намалуваат својот баланс шит, односно почнуваат да дозволуваат овие обврзници кои што веќе ги поседуваат да достасаат и да извадат, што да извадат во оваа ситуација? Долари од пазарот. Како вадат долари од пазарот и како ги покачуваат каматна ставка, погледнете. Придвижување нагоре на вредноста на доларот. Значи сега имаме обратна ситуација, така. Значи како се зголемува каматната стапка и Федералната резерва престанува со принтање пари, туку буквално обратен процес, значи шмукува пари од економијата, така и колку е помала количината на долари, вредноста на доларот расте. И обратно. Повторно, quantitative easing и rate cuts. Rate cuts, колку се намалува, толку капиталот станува поевтин, толку повеќе и државата и комерцијалните објекти бараат пари, значи сакаат да позајмат како од комерцијалните банки, така и нели државата преку комерцијалните банки од Федералната резерва, значи дека Федералната резерва се повеќе купува обврзници за да позајми на Мурик. Што се случува? Вредноста на доларот екстремно паѓа. Обратно, како се движи нагоре, значи гледате, зигзаг. Rate cuts, имаме намалување на баланс шит, имаме зголемување на вредноста на доларот. Во моментот кога повторно ќе добиеме rate cuts, неизбежно е порано или подоцна да добиеме и нормално quantitative easing, што значи дека сега се наоѓаме како и претходно на врвот на овој циклус. Моментот кога овој циклус ќе започне во обратна насока од тоа што беше до сега, quantitative tightening и rate hikes, доаѓаме во ситуација во која што доларот мора да продолжи да паѓа. Не е дали сакаме, мора да продолжи да паѓа. Така да сакам да ви кажам од економски аспект, ако досега се тоа го слушавте во последниве 24 минути, сега ви е многу јасно зошто неизбежно е да имаме quantitative easing и rate cuts, доколку сакаат Бајден да биде председател, доколку сакаат да нема висока невработеност и доколку сакаат да избегнат рецесија. Тоа се трите основни причини поради кои што мораат да почнат со rate cuts и со quantitative easing. Но тоа не значи дека ќе биде утре.
Дури да треба да почекаме 3, 4, 5 месеци, тоа е одлично ако мене ја прашувате, затоа што мене ми дава шанса уште повеќе да акумулирам. Јас во ниту еден момент не престанав да акумулирам, само тоа го правам стратешки, за да можам максимално да искористам од овој акумулационен период. Така да, оваа ситуација на quantitative easing и rate cuts која што моментално чекаме да почне, не сме само ние. Целиот Wall Street чека да почне, целиот свет кој што инвестира во Мурика чека да почне. А ние чекаме да почне затоа што ваквото инвестирање на Мурика во ризични добра, вклучувајќи акции и криптовалути, ќе значи за нас следен феноменален бул маркет во кој што ќе се купува се и се што. Се разбираме? Затоа е толку битно за нас. Сега. И последна, најбитна причина поради која што немаат избор и мораат да почнат со quantitative easing се банкстерите. Значи, покрај тие три битни причини кои што ви кажав до сега. Една од најбитни причини е банкстерскиот картел. Значи, банките се само еден обичен картел кој што има свој лоби и кој што се обидува од петни жили да се одржи во контрола над финансискиот систем. Значи, да ви биде јасно. Има две струи во економијата кои што треба да ви бидат многу познати. Едната е банкарскиот картел, а другата е money management фондовите. Тоа се двата најголеми играчи на капиталистичкиот свет. Значи да ви биде јасно. Едната страна е банкарскиот капитал, другата страна е money фондовите. Значи, што уствари е тоа? Банкарскиот капитал е буквално се што представува банка, се што представува било каков тип на финансиски субјект кој што е во склоп или работи за банките. Додека оние капитални фондови од типот на BlackRock, Fidelity, Vanguard и така натаму се многу по-нови, но се многу по-глобални и се многу повеќе ориентирани кон капитал. Банките се ориентирани многу повеќе кон контрола, а овие други субјекти, значи capital under management, практично фондовите, се ориентирани многу повеќе кон профит. Затоа на BlackRock, Fidelity, Vanguard не им е битно дали вас ви се допаѓа или не, ако има профит ќе работат со него. За разлика од тоа, банките се многу повеќе фокусирани контрола на политичари, лоби, така, контрола над финансискиот систем, контрола над секојдневниот граѓанин, затоа што криптотехнологијата на BlackRock само може да му помогне да направи повеќе пари, но на банките единствено што може да направи е да им го земе бизнисот, се разбираме. И во оваа ситуација банките прават се што можат за да колку може повеќе го намалат учеството или влијанието на крипто секторот. Затоа и дојдовме во ситуација да имаме CBDC наспроти крипто. Ми се свесни за ризикот од крипто секторот, затоа што ќе им ја земе целосно работата. Значи едноставно ќе ги направи непотребни. Банката е крлеж на општеството кој што е буквално онаа трета страна која што нас не ни е потребна. До сега сме морале да им веруваме затоа што немало друг начин да направиме финансиска инфраструктура. Сега банките се целосно бескорисни. Вас банка не ви треба. Значи моментално се уште постојат затоа што доволно имаат контрола над системот за да не дозволат криптотехнологијата да дојде во прв план и да го превземе банкарскиот сектор. Но прашање на време е кога тоа ќе се случи, значи до сега неминовно сите претходни индустрии во многу пати сме озборувале, како што поштата била против мејлот, како што весниците биле против интернет, како што не знам, радиото било против телевизијата, неминовно е по старата технологија да оди во историјата. Така да уште еднаш ќе напоменам, прашање на време кога банкстерскиот картел ќе престане да постои без разлика колку моќ поседува. Едноставно технологијата ќе го замени. Во оваа ситуација еден од клучните моменти кои што уште еднаш ќе напоменаме, многу битен за нас, е фактот дека банките во Мурика се на еден чекор пред тотален колапс. Многу од луѓето не ми веруваат кога кажам ова, значи до сега многу пати сум го докажал со докази, но повторно ќе видиме кога ќе се случи, едноставно додека не се случи само можеме да разговараме за истото. Значи прва и најбитна работа која што кажав дека е клучен момент за колапс на банките е големината на капитал кој што посебно малите и средни банки инвестираа во комерцијална недвижнина. Малите и средни банки, погледнете го, од 2005 година па до 2023 година, успеале да инвестираат околу 2 трилиони долари од својот капитал. Значи тоа се депозити кои што ги добиле од секојдневни луѓе како мене и вас во комерцијална недвижнина.
Комерцијалната недвижина во Америка моментално во последните неколку години, после пандемијата од 2019 година, во најголемите градови, секојдневните комерцијални недвижности како канцеларии и било каков тип на деловен простор, имаат изгубено повеќе од 50 па до 70% од сопствената вредност. Што значи дека сето оно што они го инвестирале во комерцијална недвижност моментално е во енормна загуба. Само прашање на време е кога депозитарите ќе почнат да си ги бараат парите назад, тоа се пари кои што банките ги немаат, затоа што они купиле објект кој што моментално изгубил половина од неговата вредност, што значи дека половина од тие депозити се веќе непостоечки, се разбираме. За разлика од тоа, гледаме дека големите банки биле многу попаметни и инвестирале само околу 0,1 трилион. Тоа не го менува фактот дека и истите и големите банки се изложени на ризик. Значи, уште јас ќе напоменам, сега ќе ви покажам неколку чартови кои што ќе ви кажат точно она што го кажувам дека е вистина. Моментално да погледнеме пред само неколку, погледнете, пред 2 месеци. Джером Пауел, значи пред како што кажав, Конгресот, Джером Пауел одговара пред Конгресот на Мурика, погледнете што има да каже за овие банки за 2024 година. Веќе на велико не спремаат дека овие банки ќе колабираат. Не зборувам за JP Morgan, не зборувам за Bank of America, зборувам за мали и средни банки кои што порано или подоцна ќе мора да исчезнат и банкарскиот сектор ќе се консолидира. Прво, многу е битно да се консолидира затоа што вие ако треба да направите CBDC систем е многу поедноставно да направите CBDC систем со 3 банки отколку со 3000 банки, се разбираме? Значи ако вие имате само 3 банки лесно може да контролирате CBDC. Но во оваа ситуација, погледнете сега, што има да каже Джером Пауел посебно за малите банки кои што несвојствено ќе донесат, значи голем бен кран. Погледнете, ние имаме посебно видео во нашиот циклус за, плейлистата за напредна техничка анализа, објаснуваме што е точно бенкран и зошто е толку битен, да видиме што има да каже Джером Пауел, па ќе продолжиме понатаму. District is very underpopulated. There are empty buildings in many major and minor cities. It also means that all the retail that was there to service the thousands and thousands of people who work in those buildings, they're under pressure too. And banks will have made loans to many of those buildings, not all of them, but many. So this we've known for some years. And so what do? We have identified the banks that have high commercial real estate concentrations, particularly office and retail, and other ones that have been affected a lot. We identify them, and we are in dialogue with them around, do you have your arms around this? Вака сега. Значи, за почеток, вели, свесни сме дека има многу банки кои што имаат инвестирани во комерцијални недвижности и вика тоа е уште од пандемијата наом. И свесни сме дека тие комерцијални недвижности прво компаниите престанаа да ги користат. Значи веќе нема големи канцелариски простори, многу од овие големи компании едноставно одлучиле да го намалат тој трошок и да ги остават своите вработени да работат од дома, посебно ако станува збор за администрација, така да во оваа ситуација не само банките, туку и ритейл секторот кој што бил во овие големи комерцијални, да речем, недвижности од типот на огромна зграда која што е деловен простор, значи и дури не само банките, туку и ритейл секторот кој што имал ресторани, кафичи, фастфуди, и тие страдаат од ваквото случување. Сега вели, значи вика ги идентификувавме вика банките кои што има високи инвестирање во комерцијални недвижности. Знаете што е најголемиот проблем? Банките не ви кажуваат вас во што имаат инвестирано. Се разбираме? Ако вие знаете кои од овие банки се дебело инвестирани во комерцијална недвижност, вие едноставно до сега само ќе ги извадите вашите депозити и ќе отидете во друга банка. Ако ви го кажат тоа, автоматски готово завршило постоењето на таа банка. Затоа што сите знаат дека мора да си ги извадат депозитите додека се уште можат. Затоа што банката нема доволно пари да ги исплати сите депозити. Ниту една банка никогаш нема доволно пари. Но овие уште помалку затоа што се во загуба, се разбираме, со тоа што ги инвестирале. Слушнете што има да каже. Значи моментално вели сме во диалог со овие институции, зборуваме банки. Problem, do you have enough capital? Do you have enough liquidity? Do you have a plan? You're going to take losses here. Are you being truthful with yourself and with your owners? And so we've been working with them. And so for some time we've been doing that. And this is a problem that we'll be working on for years more, I'm sure. There will be bank failures, but this is not the big banks. If you look at the very big banks, it's not a first order issue for any of the very large banks. It's more.
И сега што ви кажа? Вика, разговараме со нив, се обидуваме да видиме што може да се направи, нели, свесни се дека имаат загуба, свесни се дека ќе има пропаѓање на банки. Веќе имаше една, нема ни потреба да кажуваме која и што, една банка пропадна пред само недела и пол. Значи, самиот Джером Пауел ви кажува дека нема бегање, дека ќе има пропаѓање на банки. Но битна работа е, вели, не се секирајте, големите банки сигурно не се во инволвирани, они немаат. Да, и гледаме дека на вистина немаат инвестирано многу во комерцијалните недвижности. Но имаат инвестирано во државни обврзници. Сега, повторно, значи, не е само комерцијалните недвижности, туку и државните обврзници. Ќе навлеземе во тој дел само за малку. Каде е сега овде главниот проблем? Значи, во 2008 година, кога се случила, да речеме, слична ситуација, каде што банките биле премногу инвестирани во глупости, така, значи, ние имаме колапс во кој што во 2008 година колабирале најголемите капитални банки, за потоа во 2009, 10 и 11 имаме уште еден куп мали банки колабирани со овие 2-3 години натаму. Така, што се случи во 2023 година? 2023 година Джером Пауел, со цел да не се повтори ова сценарио во кој што имате огромни капитални банки пропаѓаат, да не забораваме дека нели овдека имаше и повеќе, но како и да е, овие три беа главните, со тоа што овдека исто така ја нема Silicon Valley Signature, Silvergate Bank ја нема овдека. Значи имаше многу повеќе капитал колабирано во 2023 година за разлика од 2008. Е сега што се случи? Во 2009, 10 и 11 ова не постоеше. Значи ова представува инструмент кој што го отвори Федералната резерва со цел една година да им дозволи на банките да позајмуваат колку и да им е потребно капитал, за да имаат ликвидност да ги вратат депозитите на оние кои што си ги бараат назад, со цел да спречат бенкран. Погледнете, во 2008-2009 година ваков инструмент немаше и затоа имавме толку голем колапс на банки. Затоа во 3 години последователно имаше еден куп банки кои што колабираа. Така, за разлика од тоа, во 2023 година, 1 март, официјално кога се случи овие колапси, значи им беше дозволено на банките да почнат да позајмуваат од Федералната резерва колку и да им е потребно капитал. Погледнете, за една година они успеа да позајмат 165 милиарди долари. Значи замислете колку биле во загуба за да дојде ситуација во која што 165 милиарди долари се позајмени само за да можат депозитите да ги враќаат. Е сега, на 1 март 2000 тоест на 13, ако не се како и да беше, 11 март 2024 година, значи пред само 2 месеци, официјално овој прозор беше затворен. Што значи дека сега, ако се случи слично сценарио во кој што имаме колабирање на банки, вие немате ваков прозор, вие немате од каде да позајмите пари. Пред тоа сте можеле да позајмите пари со цел да ги смирите вашите депозитари, дека не се секирајте, пари има, се е во ред, така. Но сега немате. И гледаме дека веќе почнала Федералната резерва да си ги наплаќа. Значи од 13 март 167,5 милиарди, моментално е 124. Што значи дека околу 40 милиарди веќе си ги вратила назад овие пари кои што ги има позајмено. Тоа не е затоа што банките имаат профит, тоа е затоа што банките мора да ги вратат овие пари. Ова се краткорочни пари со камата позајмени од Федералната резерва за да имаат ликвидност. Кога го немаме овој инструмент и кога имаме 1,9, скоро 2 трилиони долг, значи тоа е долг кој што банките немаат од каде да го вратат, а немаат од каде да поземат ако во случај депозитарите дојдат да си ги бараат парите назад. И да не забораваме на еден многу битен дел. 2024 година февруари излезе, значи, многу битна информација, а тоа е дека банкарскиот сектор е во енормна криза поради тоа што не само од комерцијалните вредности кои што ги имаат инвестирано, туку и поради најсигурните, значи во банкарскиот свет се вели дека најсигурна инвестиција ти е долг на Америка. Значи било каде во светот, ако прашате банка, секогаш барем до сега, идејата била дека доколку инвестирате во американски долг, тие пари се сигурни. Значи нема по-сигурна инвестиција. Еве да видиме дали е тоа така. На страна од тоа што имате еден куп банки кои што моментално се во енормен долг поради нереализирани загуби во инвестирање во комерцијалните недвижности, сега имате историски никогаш досега видени нереализирани загуби поради инвестирање во што? Во американски долг. Затоа што, ова веќе го објаснивме, погледнете го видеото назад, каде што објаснувавме за Bankrun 2.0, само на кратко ќе објасниме, значи, оние недвижности кои што банките ги купувале, да речеме во текот на 2019-2020 година,
ги купувале по многу помали каматни стапки. И ако треба сега да ги продадат, они треба да ги продадат по многу поголеми, односно треба практично да бидат компетитивни со моменталните каматни стапки кои што ги нуди државата. Зборуваме во оваа ситуација за државните обврзници. Што значи? Они веќе купените обврзници мора да ги продадат со загуба доколку некои депозитари бараат овие пари да си ги вратат назад. Што значи, ако имате минимална паника зборуваме, ќе имате енормен колапс. Затоа што погледнете, во 2008 и 2009 година, банките во тоа време, иако имало енормен колапс, погледнете, енормен колапс, стотици банки колабирале. Истите биле само помалку од 100 милиарди во загуба. Се разбираме, во нереализирана загуба. Сега се 700 милиарди во загуба. Се разбираме? Значи, погледнете, од 700 до 500 милиарди во загуба. Тоа е, замислете колку пари фалат во оваа ситуација. Че они мора да чекаат тие обврзници да достасаат и да се надеваат дека нема да настапи паника, каде што сите овие депозитари ги си ги бараат назад парите. Во спротивно, еве што ќе се случи. Ќе имате енормен колапс на банкарскиот сектор, затоа што сега веќе немаат од каде да позајмуваат. Овој претходен инструмент со кој што се спасуваа за ликвидност е затворен. Само мала паника е потребна и ние ќе имаме колапс како никогаш досега. А знаете што се случи последен пат кога имавме ваков колапс? Значи чисто за оние можеби кои што прв пат го гледаат тоа, ако го погледнеме Bitcoin чартот, само да ви покажам како тоа изгледа. Значи еве сега ќе ви покажам каде беше тој колапс. Значи март 2023 година е ова. Погледнете. Значи ние во тој месец кога имавме најголем колапс на банките, имавме 60%, погледнете, 60% скок само во еден месец. Значи до крајот, сега нормално ова малку ми избега, 60% скок на цената на биткоин во еден месец додека банките колабираа. Тоа треба да ви каже се што треба да знаете за потенцијалниот колапс на банките и што тоа ќе предизвика во биткоин и во крипто сферата. Значи тоа ќе биде нешто што јас ќе го славам дебело. Повторно не можеме да знаеме затоа што оваа паника треба да настапи. Можеби ќе успеат да најдат начин како што тоа беше овој прозор за позајмување кој што го отворија, но сега за сега, ако ова се случи, ќе има голем колапс, значи голем колапс. Моментално, без помош на Федералната резерва и без, значи и сега зошто го велам ова? Мора Федералната резерва веднаш да почне со rate cuts и веднаш да почне да ги намалува каматните стапки по кои што позајмува капитал за постепено и државата да ги намали каматните стапки по кои што продава хартија од вредност, за истите да почнат да се изедначуваат со оние по кои што банките купувале неколку години наназад и овие нереализирани така речено загуби да се придвижат нагоре. Затоа што ако вака остане по волку високи стапки по кои што државата моментално продава хартија од вредност, ако се случи, тоа ќе биде нешто невидено до сега и јас, значи, ќе славам, ви велам, значи, дебело ќе славам, праси ќе купам ако треба, ќе видите. Но не, останува да видиме, сега за сега пак ќе кажам. Не можеме да се радуваме на нешто што не се случило, треба да ги анализираме финансиските услови и да гледаме што се случува и да знаеме каде се тоа оди. Сега, ако се сеќавате, ние уште во почетокот на 2023 година зборуваме за Choke Point 2.0. Погледнете го видеото, таму имаме детално објаснување што истото представува. Накратко, ова е операција со која што гериатрија Џо или геноцид Џо, како сакате, преку значи Комисијата за хартија од вредност се обидува да ја задуши криптоиндустријата. Како го прави тоа? Со едноставно сечење на сите банки кои што нудат било каков тип на финансиски услуги на крипто ентитетите, без разлика дали е Coinbase, дали е Binance US и така натаму. Значи, еве го моментот, овдека го видовте и сами, дел од колапсот овдека предизвика да едноставно ги изгубат сите on и off ramps во Америка, кога падна Signature Bank, кога падна Silvergate Bank. Тоа беа два големи ентитети кои што беа, значи, буквално рбетот на криптозаедницата во Америка, посебно Silvergate Bank, која што имаше 24/7 on и off ramp систем. И што се случи? Значи они буквално сето тоа наместо да го кажат дека тоа е причина поради rate cuts и поради нели тоа што го прави Федералната резерва, они го направија тоа дека крипто секторот е виновен и дека заради крипто уствари сето тоа се случило, немаше никаква врска. Значи во оваа ситуација дојдовме во момент каде што се прави само за да се намали финансиската помош на овие ентитети да може да успеат во мурика. И гледаме дека тоа продолжува. Погледнете.
Значи, моментално, Белата куќа најави вето, затоа што моментално Конгресот е, верували или не, на страната на крипто. Зошто? Затоа што гледа дека криптоиндустријата во Мурика е доста развиена, имате еден куп майнинг компании, најголемите майнинг компании моментално се таму, дополнително имате еден куп криптопроекти, а гледаме дека ретардираните Гаргамел Гензлер, значи и СЕК прават се што можат само за да буквално го уништат крипто секторот. Значи, треба да си ретардиран тоа да го правиш, еден ден, значи тоа ќе им биде многу голем проблем, но за жал тоа така не е. Сега што треба тука да значи пазете. Сака некој да ми каже дека тоа е коинциденција, што Гери Гангстер нема друга попаметна работа и во исто време ги тужи Coinbase, Binance US, Kraken, Robinhood, MetaMask или Consensus, која што е компанијата позади нив и која што е еден од првите инвеститори и нели партнери на Ethereum, Uniswap и се спрема да го огласи Ethereum како хартија од вредност. Значи, не може некој да ми каже дека ова е случајно. Значи, СЕК отиде против сите големи субјекти на крипто. Во исто време гледаме дека Геноцид Џо стои позади се тоа. Што се случува моментално? Значи, како уствари прво почнаа со оваа акција? Они донесоа посебен заклучок на СЕК, кој што на некој начин, значи еве го тој заклучок, значи заклучокот е направен така да било која финансиска институција, зборуваме сега банка, сака да понуди било каков тип на on-off ramp или финансиски услуги на било кој тип на крипто, не мора тоа да биде менувачница, може да биде и обичен проект. Мора енормни, значи податоци да добијат, да земат еден куп на некој начин ризик врз самите себе си со цел да може да ги понудат овие услови. На тој начин Комисијата за хартија од вредност буквално ги заплашува. Значи им кажува, ако сакате да соработувате со криптоменувачница, ќе ви треба еден куп документација, ќе ви треба контроли, ќе доаѓаме постојано, ќе ве малтретираме у превод. Подобро ви е да не соработувате со криптоменувачници ако не сакате да го имате Гаргамел Гензлер секој ден во канцеларија, се разбираме. Така да во оваа ситуација, значи ова е крајно ретардирано понашање на Мурика, ништо ново, значи што може да очекувате од ретардирани муриканци, значи идејава е класични каубојци, ова е рекет. Ако сакате да соработувате, значи ние ќе ви направиме поштено рекет и нема да ви текне уште еднаш да соработувате, се разбираме. Така да поради оваа причина гледаме дека банките се држат понастрани и на тој начин Chokepoint 2.0 и понатаму продолжува да постои. Конгресот стапи против ова и поднесе постапка со која што сака да го укине овој заклучок, се разбираме. Ваквото укинување на заклучокот ќе им дозволи многу порелаксиран начин на финансиските субјекти, посебно банките, да може да соработуваат со криптопроектите. Што се случи? Нормално Гаргамел Гензлер отиде кај Геноцид Џо и Џо вика нема проблем, вие слободно донесете си го тој заклучок, а јас вика имам право на вето и ќе добиете вето и истиот ќе продолжи да постои. Значи гледаме дека Геноцид Џо, иако не знае кај се наоѓа, битно за крипто знае точно каде се наоѓа и што треба да се прави. Сега. Сега се враќаме на еден многу битен момент, кој што јас ви го ветив уште во 2023 година на почетокот. Ви кажав дека една многу битна работа доаѓа и ќе се случи наскоро, а тоа се изборите во Мурика. Така. Гледајте колку се тоа е поврзано. Значи некој ќе ми каже, абе не е поврзано. Како не е поврзано? Значи моментално буквално личните погледи на колку има 80 годишен сенилен старец, чува плашило, Бостан плашило, значи неговите погледи на светот. Значи дечко растел кога имало транзистори, он ја верувам дека не знае телефон да користи. Наједнаш он е тој што се прашува за крипторазвивањето или криптотехнологијата во Мурика. Па треба да си ретардиран, да дозволиш дечко највисока технологија што ја работел е транзистор, верувам во времето кога бил D-Day. Значи тоа е највисока технологија која што он успеал да ја разбере во својот живот. Сега он е тој што одлучува дали треба или не треба да има крипто. Така. Сега да се вратиме на моментот. Ако се сеќавате, јас ви кажав дека нема шанси да се избере нов претседател на Мурика кој што нема да биде про-крипто. Што се случи? Значи ова пазете уште кога немаше ниту номинација, јас го зборував, така. Излезе гувернерот на Флорида. Каже дека е целосно про-крипто, каже дека ако го изберат, ќе го користи биткоин барем во својата држава за плати и така натаму и дека ќе проба да го направи легален тендер. Внукот на Џон Ф. Кенеди
беше номиниран за председател, истиот кажа дека дефинитивно ќе го легализира биткоин и ќе направи биткоин да биде дел од резервата која што стои позади долар. Така. И ред други кои што беа про крипто. За наједнаш да се случи ова, верували или не, слушнете што има да каже Трамп. Значи тоа е стандардна политичка приказна, да не се лашеме, како дува ветерот, слушнете. Are moving their businesses out of the US Because of the a lot of the smartest people in crypto are moving their businesses out of the US. because of the hostility. Correct. Yeah, crypto is moving out of the U.S. because of hostility toward crypto. Correct. So what are you going to do to stop it? If we're going to embrace it, we have to let them be here. Yes, sir. Како наједнаш човек кој што размислува бизнес-wise, така, значи, вие сте свесни дека сите тие майнинг компании, сите тие проекти плаќаат данок. Тоа е финансиска моќ која што државата може да ја искористи. Значи, на крајот тоа се дали нас се топање или не. Треба да сте ретардирани, како што Кина си ги избрка майнерите, да ги избркате повторно, они ќе се преселат, нив тоа не им е проблем. Проблемот е што вие сте изгубиле еден огромен приход, како за данок, така и за бизнес. Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, sir, are you for or against crypto? What's that? What the? Get me off the stage. The Democrats are very much against it. And I say this, a lot of people are very much for it, probably a lot of the people in this group. And I'm fine with it. I want to make sure it's good and solid and everything else, but I'm good with it. A lot of the Значи, што кажав јас, да се повториме уште еднаш на почетокот на 2023 година, нема теоретски шанси да добиете председател на Мурика кој што не е про крипто. Крајот на овој говор е фатен во друго видео, затоа и го земав за да го погледнете крајот. Слушате што кажува Трамп за крипто на крајот од овој говор. It comes in a lot of different forms. If you're in favor of crypto, you better vote for Trump. If you're in favor for crypto, you better vote for Trump. Значи, дечкото е бизнисмен, уште еднаш ќе напоменам. Треба да сте луд ваков бизнис да дозволите да престане да постои. А зошто е свесен дека овој бизнис е многу лукративен? Затоа што не знам дали знаете или не, но Трамп очигледно не знаеше колку пари може да се направи со крипто до моментот кога истиот не одлучи да направи своја колекција слушате го сега ово што има да го каже, за својата колекција на NFT. Значи, како наједнаш му се отвараат очињата? Тоа е стандарден начин на кој што секој капиталист во светот функционира. Кога ќе види колку пари има во нешто, нема проблем, дали е дрога, дали е не е битно. Ќе најдеме начин, ќе го легализираме. Има пари во ова, значи мора да се легализира. Слушајте сега. It's really, you've done a fantastic job, by the way, both of you. And you know, when we started the NFT thing, NFTs were not hot. They were not hot. And then we came out with Series 1 and it went through the roof immediately. It was Значи вика ние кога почнеме вика со NFT вика луѓе не знаеш што се NFT вика, ама кога почнеме да работиме со нив вика отиде вика through the roof. А на што мисли он? Мисли на парите кои што ги направил. Значи јавна тајна е фактот дека дечкото поседува илјадници етериуми поради таа колекција NFTs на Трамп. Така да, значи уште еднаш ќе напоменам, капитализмот е многу лесно да го прочиташ. Само гледај моментално каде се движат парите и така ќе се движат и капиталистите. Значи капиталистите немаат никаков морал, капиталистите немаат никакви вредности, кај нив се е со цена. Ако знаеш да одредиш цената на стварите, знаеш и како капиталистите ќе играат. Се што треба во економијата е да знаеш каде се движи капиталот, понатаму немаш потреба од ништо друго. Многу е лесно да се прочитаат овие шупелки капиталистички, се разбираме. Така да треба да го искористиме тоа во наша полза. Во 2023 година на почетокот ви кажав дека не може да има председател кој што не е про крипто. Денеска тоа го гледаме. Трамп активно зборува за крипто и тоа гледате што ви кажа. Сакате да има крипто во Мурика, гласете за Трамп. Значи, треба ли друго да се каже нешто? Не е сега моментот, па ќе кажеме, на крајот од денот мене не ми треба признание од вас да ми кажете, стварно ги ми джија да збориш од 2023 година, види што се случи, така, нема потреба од признание. На крајот од денот јас ви кажав, дали сте во право или не, портфолиото ваше треба да ви рече, браво дечко, беше во право, ни порасна портфолиото. Само така и само на тој начин е најбитно дека сте во право. Другото воопште не е битно. Дали сте биле во право или не, што, ќе ви кажа браво? Денеска ќе ви кажа браво, утре ќе заборавам. Битно е вашето портфолио да ви биде благодарно затоа што сте во право. Така да кога ги гледате овие работи, ги правите заради вашето портфолио. Не го забравајте. Тоа и за крај, уште еднаш ќе напоменам, значи се наоѓаме, погледнете се овој дел. Јуни и јули се оние така наречени primaries.
Што значи дека во оваа ситуација овде ќе имаме највеќе конференции, овде ќе имаме највеќе, значи тогаш веќе се избрани овие два основни кандидати од магарето и слонот, значи нивните Господе Боже, значи на нивните партиски знаци магаре и слон. Треба да ви каже се што треба да знаете за оваа американска нација. Значи во овие моменти ќе имаме конференции, ќе зборуваат јавно секаде. Значи ќе видите, ќе се убие од зборување крипто. Ќе се убие затоа што голем дел од гласачите, посебно новите, младите гласачи, е свесен дека може да ги придобие ако крипто е еден од наративите кои што го поседува. Јас верувам дека крипто потенцијално ќе биде една од главните теми со која што ќе се понуди на своите гласачи. Така да, кога ќе почне Трамп да продава крипто на сите овие случувања, тогаш ќе видите што ќе се случува со цената. Сега е уште рано. А ова е на некој начин веќе во напредниот дел од бул маркетот. Така да и тоа ни одговара. Значи нема нешто што моментално гледате и сами се движи во наш правец. Rate cuts и quantitative easing неминовно, прашање на време кога. Банкарска криза е само цреша врз самиот сладолед, што ако се случи ќе направи бул маркет како што никогаш не сме виделе и ќе го означи почетокот на колапсот на банките и почетокот на превземање на крипто на финансискиот систем, претседателските избори во кои што Трамп отворено ви кажува дека е про крипто, и ред други работи меѓу кои што овие се главните двигатели кои што се уште не се ни случиле. Се разбираме? Сега нормално мораме да се вратиме на самиот биткоин дел. Значи најбитна работа која што мораме да забележиме, не знам дали сте ја видели или не, значи на 3 мај не имавме официјално влез на пари во LGBTC фондот. Значи прв пат во историјата, сега зборуваме откако е одобрен биткоин спот ETF, имавме 63 милиони влез во GBTC фондот. Дури и следниот работен ден, тоа беше понеделникот 6 мај, имавме 4 милиони влез. Покажува дека доаѓаме полека до крајот на ликвидациите кои што ги имаше во оваа ситуација, значи LGBTC фондот, се разбираме, погледнете. Значи од почетокот единствено што прави Grayscale е продава. Погледнете, ова се илјадници биткоини што ги продал до сега. Гледайте. Што значи дека конечно доаѓаме во ситуација во која што и оние кои што инвестирале во Grayscale, што планирале да продале, и сега веќе гледаме стабилизирање на пазарот. Нормално имавме еден период во кој што имавме ликвидации, гледаме дека поголемиот дел од посебно нормално и понатаму остануваше главен продавач GBTC, но гледаме да имаше денови како што е например 1 мај каде што имаше доста продавање од останатите спот ETF биткоин. Зошто 1 мај знаете и сами, затоа што го имавме пресконференцијата на Джером Пауел, нешто веќе најавено на нашиот канал, значи гледате постојано сме напред пред пазарот во однос на овие работи и нормално сега овдека многу појасно се гледа, значи во однос на влез и излез на капитал, односно во однос на колку биткоини моментално држат институциите, погледнете и сами во овој чарт, значи имавме енормен раст, тоа беше оној иницијален памп кој што го добивме, сега имаме стагнирање. Ова стагнирање е директно поврзано со одолжувањето на rate cuts. Во моментот кога ќе имаме одобрување на првите rate cuts, официјално капиталот кој што стои на страна и чека да види дали ќе има повторно раст на доларот, ќе се прелие во останатите ризични добра, затоа што rate cuts значи крај на бул маркетот на доларот. И многу од овие инвеститори се свесни дека треба да го пренесат својот капитал од долари во било што друго. Било што друго нормално е и крипто. Без разлика дали тоа ќе бидат обврзници, дали тоа ќе бидат повторно акции, ресурси како злато, сребро и така натаму, или пак ќе биде крипто во оваа ситуација како биткоин. Што значи дека оваа стагнација, гледаме дека и понатаму поголемиот дел од овие не продаваат. Значи они ако сакаат да продадат, ако не веруваат во иднината на биткоин, ќе беше движење надолу. Ние имаме хоризонтално движење во кој што очигледно пазарот не е се уште сигурен за насоката во кој што ќе се движи. Така да поради ова имаме и хоризонтално движење. И овие ликвидации кои што ги гледавме на минус, буквално беа ликвидации на LGBTC фондот, стандард, ништо ново. Што значи дека ова е само нормално коригирање пред повторен раст. Не заборавајте, значи првиот раст е раст како што никогаш нема досега видено во ниту еден ETF во историјата на финансиите. Што значи дека ние имавме раст ненормален, се разбираме, значи ова беше нешто невидено. Уште еднаш ќе напоменам, значи ако се сеќавате, они напоменуваат дека, само да видиме како тоа изгледа во однос на поединечни инвеститори,
Значи, уште еднаш ќе ме потсетам, многу луѓе да забораваат. Они тврдеа дека ако 1 милиарда долари е внесена во биткоин до крајот на годината, тоа ќе биде голем успех. Значи, тоа беше тврдење на најголемите финансиски, да речем, аналитичари во Америка. Тоа само ви покажува колку финансиските аналитичари ама немаат благе везе за потенцијалот на крипто и за тоа како крипто носи профит. Они не виделе вакво нешто, се разбираме. И верувајте ми, овие аналитичари знаат многу помалку од нас за тоа што и како треба да очекуваат во крипто. И што се случи? За само 4 месеци, само во BlackRock има 17 милиарди долари. Само во BlackRock. А оние очекуваа 1 милиарда до крајот на годината. Тоа треба да ви кажува колку финансиските аналитичари немаат апсолутно благе везе со тоа што да се очекува или пак што може крипто да донесе. Значи дека останува да видиме тоа што јас ви го кажував. Значи џабе шпекулираме, тоа беше една од шпекулациите која што не само што не се покажа како правилна, туку ако ги земеме првите 3 најголеми кои што успеа да соберат, гледаме дека истите имаат собрано околу 30 милиарди долари за 5 месеци, а не 1 милиарда за една година. Се разбираме? Значи, апсолутно благе везе немаат што се случува. И затоа ги следиме финансиските околности и според тоа донесуваме одлуки. Нема потреба да харикираме, нема потреба да донесуваме некои претскажувања кога гледаме во кој правец се движат работите во однос на сите економски и финансиски фактори. И уште еднаш да се навратиме на овој битен дел, Хонг Конг. Ова не беше негативен момент, да, многу од луѓето се разочарани затоа што имало многу мал прилив на пари, не заборавајте, Хонг Конг е многу помал финансиски центар за разлика од Мурика. Проблемот во оваа ситуација не беше тоа што е толку мал центар, туку што Кина и понатаму одлучи да не дозволи на субјектите, капитални субјекти на Mainland China, тоа се сите оние финансиски субјекти кои што не се регистрирани во Хонг Конг, да не можат да учествуваат со купување во овие спот ETFs. Кога тоа ќе се промени, порано или подоцна ќе се промени сигурно, значи ако се сеќавате и за ова ние дававме претскажување уште во 2023 година, дека голема веројатност дека ова што се случува во Хонг Конг, овие Ethereum и спот биткоин и Ethereum и биткоин спот ETFs се само sandbox, значи буквално тест за да се види како ќе функционираат пред Кина да дозволи истите да бидат активни и на Mainland China, значи во останатиот дел од Кина. Така да уште ќе напомена, ова и понатаму останува да биде позитивно значи за целиот криптосектор, затоа што колку и да е, повторно е влесна капитал во биткоин и во Ethereum. Уште ќе се навратиме на главната поента. Колку повеќе места кои што продаваат биткоин и Ethereum, толку подобро за нас. Толку повеќе места каде што големите капитални организации можат да купат и да извадат Ethereum и биткоин од пазарот, колку помалку го има на пазарот, толку подобро за нас. И да не забораваме дека пред само година дена можеме да сомнуваме за ентитети како BlackRock или како Vanguard да поседуваат биткоин на било каков начин. Сега гледаме момент каде што Хонг Конг отворил, се најавува биткоин спот ETF и во Австралија, и во Јужна Кореја, и во Сингапур, и во Јапонија и така натаму. Значи дека се повеќе и повеќе светот се буди кон можноста и потенцијалот на криптотехнологијата. И една интересна работа која што сакам само да ја покажам посебно на оние кои што се нови, гледам има многу страф на пазарот, значи погледнете. Прв халвинг, втор халвинг, трет халвинг, четврт халвинг. Со тоа што после халвингот имаме период на стагнација или на некој начин корекција и потоа имаме што? Експлозија. Така, вториот халвинг 2016 година, стагнација, корекција, експлозија. Третиот халвинг, стагнација, дури и корекција, експлозија во 2020 година, моментално, буквално, како ништо друго се случува, ама буквално истото. Стагнација и корекција на пазарот надолу. Што е следно? Значи, не веруваме дека ќе биде се исто како и претходно, затоа што ниту еден од овие халвинзи не бил ист. Но, знам дека вас највеќе интересира што се случува со алткоините. На крајот од денот, поголемиот дел од барем ние, поголемиот дел од нашето портфолио е внесен во алткоини. Значи, јас сум ставил неколку алткоини кои што веќе имаат неколку циклуси, кои што можеме да ги споредиме, овдека ги имате Ethereum, XRP, BNB и TRX, Tron. Така,
Значи тоа се некои од најголемите моментално алткоини кои што на еден или на друг начин имале солиден напредок во текот на овие два бул маркети. Така, зборуваме бул маркетот 2017 и бул маркетот 2021. Така, погледнете сега. Во моментот на халвингот, прво сме имале корекција на биткоин, тоа е во 2016 година и истиот продолжил да се движи нагоре. Значи, дури, погледнете, халвингот бил во јули 2016 година, а алткоините почнале да се движат нагоре во февруари 2017 година. Значи, половина година поминала пред, и тоа погледнете, веќе биткоин бил во голем напредок, пред конечно да имаме предвижување нагоре на алткоините. И од халвингот потребна била, погледнете, значи од јули 2016 година, дури во декември до февруари, март 2018 година, значи година и пол биле потребни за алткоините да го направат сопствениот врв. Да погледнеме што се случува во следниот циклус. Погледнете. 2020 година мај добиваме халвинг во кој што биткоин веќе почна да се движи нагоре. Алткоините стагнирале или полека се движеле нагоре. За вистинскиот раст на алткоините да почне, погледнете, во јануари 2021 година, мај 2020, јануари 2021. Колку е разликата? Значи овдека, јули 2016 до практично во оваа ситуација е мај 2017, овдека имаме мај до јануари. Значи 6 до 7 месеци ни биле потребни за конечно да имаме големо забрзување и масивен алткоин бул маркет. Така, а во исто време што сме имале голем напредок на биткоин. Така да, ние се уште не сме го добиле ниту напредокот на биткоин, за да можеме да очекуваме дека тоа ќе се случи на алткоините. Сакам да кажам дека потребно е време после халвингот за конечно да имаме масивен скок на биткоин, а потоа и масивен скок на алткоините. Така да бидете стрпливи, поголемиот дел од луѓето кои што го следат нашиот канал се уште од овде, значи уште од овој Dead Cat Bounce. И од овој момент, тоа беше април 2022 година, кога почнавме да работиме на нашиот канал, го следат целиот овој, погледнете, целиот овој дел. За конечно да дојдеме до најдобриот момент. Многу од, за жал, некои од луѓето кои што следат нашиот канал веќе ни пратија порака дека ги ликвидирале своите позиции. Не знам зошто, повтор, на крајот од денот ова не е финансиски совет, јас не можам да ви кажам што да правите со сопственото портфолио, но можам да ве потсетам дека се наоѓаме на почеток. Че ова е само почеток на следниот бул маркет. Допрва сето ова ќе вроди со плод. Барем тоа е моје видување според анализите кои што јас ги правам и уште еднаш ќе напоменам дека јас допрва чекам да имаме голем напредок на нашето портфолио. Сето ова што го гледавме до сега е само плюс. Многу од вас тоа им е ново, затоа што верувам дека ова им е прв бул маркет, иако купувале кога кажувавме дека треба да се купува ние на нашето портфолио, верувам дека поголемиот дел од вас сте некои 2-3x на сопственото портфолио, што за вас во претходни други инвестиции верувам дека е незамисливо. Она што ќе ви го кажам сега е дека главниот напредок на вашето портфолио допрва следи. Значи оваа корекција дали ќе трае 1 месец, 2 месеци, 3 месеци, порано или подоцна ќе заврши и потоа ќе се придвижиме во најглавниот дел од овој бул маркет, а тоа е онаа бабл територија која што гледаме дека историски секогаш следи после халвингот, што ќе вроди со алткоин бул маркет. Така да, ова е моје видување, јас не ви кажам што да правите, но допрва најдоброто доаѓа за нас и допрва ќе имаме профит на нашето портфолио. Овие 2-3x ќе бидат смешни во однос со тоа што може да направи еден алткоин бул маркет, а да не забораваме, ова е најголемиот бул маркет кој што сме го виделе досега, со најголем потенцијал и со најголема количина на капитал од институции, кои што досега го немавме во претходните циклуси. И за крај, нормално, пред да го завршиме ово видео, само сакам да ве потсетам, значи еве како функционира стандардно. Знаете како, ова е многу добро представување на тоа кој кога купува и кој кога продава. Значи 0,1, 1 и 10 биткоини се буквално истите луѓе. Значи некои од нив се малку попаметни, знаат што прават, но големиот дел од нив паничат кога паничи пазар. Погледнете. Во последниот период од 154,5 се намалило на 153,000. Значи околу 1500 новчаници се ликвидирале и ги изгубиле овие 10 биткоини или ги продале, така. Додека погледнете што се случува со останатите. За разлика од 10, 1 и 0,1, од моментот кога почна цената да паѓа, 15,7 новчаници кои што имаат повеќе од 100 биткоини, сега имаме 15,9.
Значи околу 200 новчаници плюс имаат повеќе од 100 биткоини. Да видиме што се случува со 1000 биткоини. Погледнете, во моментот кога почнала цената да паѓа, од 2055 се искачило на 2118. Значи имаме 68, тоест извинувам, 68 отприлика новчаници нови со повеќе од 1000 биткоини. Што значи дека додека малите продаваат, очигледно големите знаат каде се тоа се движи. И уште еден момент, а тоа е значи истата ситуација со повеќе од 10.000 биткоини. Значи 103 новчаници сме имале пред оваа корекција. Така, сега имаме 106. Тоа се 3 нови новчаници со повеќе од 10.000 биткоини. Што значи дека големите и понатаму акумулираат, додека малите паничат и продаваат. Тоа е се што треба да знаете за овој дел на bull маркетот. И за крај како и секогаш, значи мораме да ги повториме оние битни работи, посебно за оние кои што се нови. Прва и најбитна работа, 18 мај ве чекам на пиво кај Даскалот, веднаш до фудбалската арена во градски центар во Скопје. Значи да се сретнеме како пријатели, да направиме муавет, ќе направиме сесија на прашање во живо од заедницата. Се што ви интересира, слободно ќе прашате, јас сум тука покрај пиво и ќе видиме некоја скара, смок и нешто што ќе најдеме, да си направиме муавет и да си одговориме едни на други. Јас ќе давам се од себе да одговорам на сите ваши прашања. Значи не знам колку ќе бидете, можеби ќе бидете многу, јас ќе дадам се од себе да поразговараме колку што може повеќе. Сите останати кои што се нови на нашиот канал би ви напоменал да го погледнете, значи нашето видео кое што е на почетокот на каналот со цел да се информирате за се што имаме, значи моментално имаме 950 видеа, тоа се многу видеа и ќе ви биде тешко да се снајдете, затоа погледнете го ова видео кое што ќе ви помогне да се снајдете што и како да гледате на нашиот канал. Скоро стигнуваме до 3000 сабскрајбери, кој знае, можеби додека стигнем на 18 мај ќе славиме и 3000 сабскрајбери. Значи се повеќе и повеќе гемиџи, се повеќе и повеќе македонци. Уште еднаш ќе напоменам, нашата работа и понатаму останува непроменета, гледате со мали паузи, значи барем 7 видеа во неделата сигурно имате и сето тоа е направено бесплатно за македонскиот народ, се што бараме од вас е доколку ви се допаѓа нашата работа, да ни помогнете да ја расшириме до што повеќе македонци, затоа што гледаме колку голем е потенцијалот на криптосекторот и гледаме колку профит може да донесе на секојдневниот македонец. Тоа е најбитно и за тоа го правиме ова постојано за вас. Се што бараме од вас, освен препорака, е лайк, шер, сабскрајб, комент. Уште еднаш ќе напоменам, знам дека е мала работа, знам дека е незначителна, некогаш на некој начин не ви е дојдено до тоа, но верувајте ми, со само едно кликнување на лайк или коментар, помагате многу ова видео да биде споделено на што повеќе македонци. Значи, пасивно ни помагате да споделуваме ова, да речем, материја на што повеќе македонци, оваа едукација. И нормално за крај, следете ги нашите социјални мрежи, каде што објавуваме многу повеќе од материјал на нашиот канал, значи многу повеќе дополнителен материјал, нашите резервни канали на Rumble Odyssey, како и она добротворна акција која што организиравме веќе, организираме повторно уште еднаш, значи на 18 мај во утринските часови, од оваа апликација која што може да најдете во дескрипцијата, наречена Купи ми кафе, значи ќе ги донираме оние 500 евра кои се моментално собрани од сите кафења кои што сте ни ги донале до сега, кои што сте ни ги пратиле до сега, и истите ќе бидат донирани на онаа црковна организација од Велес во прехранбени продукти да помогнеме на што повеќе македонци. Ова е уште еден показател каде што ние транспарентно ќе ви покажеме дека нас македонски пари не ни се потребни. Ова е направено за едукација бесплатна на македонците, затоа што е потребна, а се што вие ќе ни пратите како донација ќе биде дадено во добротворни цели. И нормално, доколку сакате да ни помогнете со ова, да речем добротворна цел која што ја работиме како заедница, како македонец за македонец, значи било од овие кои блокчейн адреси може да ни пратите некаков тип на, да речем, донација, која што уште еднаш ќе напоменам во иднина ќе биде искористена за некои други, ќе видиме можеби некои креативни добротворни цели за Македонија. Така да тоа е се од нас за денеска, се надевам дека уживавте во нашата програма. Да, ќе направиме и трето од видеото за делот на портфолио, значи оние 6 коини кои што ни фалат, исто како што ќе го направиме и делото за арбитража, значи ништо не е завршено, како и алткоините кои што треба да ги обработиме, но премногу материја има и едноставно гледате дека постојано работиме активно, значи ја стасувам ова материја постепено како се движиме понатаму, така да имајте трпение, работиме за македонскиот народ, нашата работа сигурно нема да престане и ви благодарам за поддршката, се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.